Македонија денеска со низа пригодни свечености одбележува 76 години од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. МТМ телевизија им го честита празникот на сите македонци. Останете со нас, следуваат урбаните вести. Македонија одбележува 76 години од антифашистичкото востание на народно-ослободителната војна. Положено свежо цвеќе по повод државниот празник 11 октомври во Ѓорче Петров. Формирано ново здружение за заштита на правата на угостителите хорекаши. Премиера на Сенки над Балканот во Синеплекс. На саемот на книга во Франкфурт ќе биде представена и македонската литература. На 3 дена пред крајот на изборната кампања, кандидатите за градоначалници повторно излегоа помеѓу граѓаните да ги презентираат проектите од својата изборна програма. Да проследиме што промовираа денеска. Успеавме и постигнавме договор заедно со ЕСНАФ-от да ги разбереме проблемите со кои што се среќаваат луѓето кои што екзистираат во Скопската чаршија, да овозможиме брза, ефикасна ревитализација, исполнување на основните инфраструктурни заложби кои што овдека недостасуваат, како што се нормалните приоди пристапи со изградба на нови паркинг места во околината, отварањето на Скопската тврдина за пристап на граѓаните и на туристите, како и уредувањето на просторот во и околу Битпазар, се со цел чаршијата, што е вековит символ на градот Скопје, повторно да го добие својот полн сјај. Тука сме денеска да промовираме уште еден проект од мојата изборна програма 2017-2021, а тоа е четвртата фаза од булеварот Борис Трајковски, која ќе почнува овде од семафорите во населбата Пинтија или крајот на Охрис, па се до почетокот на Драчево или до Маркова река и ќе завршува со кружен тек. Должината на оваа четврта фаза е околу 1600 метри и во оваа четврта фаза исто така е предвидено булеварот да има 4 ленти и онаму кај што има простор да има пешачки и велосипедски патеки, со што ова ќе биде еден од најдолгите булевари во градот Скопје. Ѓорче Петров мора да стане општина која што ќе ги почитува своите вредности. Ѓорче Петров мора да ги едуцира своите млади луѓе да знаат кој се изборил за нивната слобода, кој се изборил за Македонија, кој се изборил за Скопје. Се наоѓаме пред споменикот во паркот во Ѓорче Петров, каде Сојузот за борци го има изградено. Ние сакаме со еден мал потек, со една интервенција, со негово чистење, да докажеме дека во иднина ќе се грижиме за овие вредности. Во мојата програма има многу проекти, но еден важен сегмент секако ќе биде животната средина, здравието и пред се чисто и зелено Ѓорче. Затоа имаме повеќе проекти како Ѓорче да нема никаде отпад. Сакаме Ѓорче да биде без отпад и сите депонии да ги претвориме во зелени површини. Нови 10.000 садници во Ѓорче Петров, но исто така и нови рекреативни содржини, поготово покрај реката Лепенец. Тука планираме нови содржини да изградиме, да го урбанизираме тоа место и секој граѓанин да може да дојде, да се рекреира и да направиме повеќе простор и повеќе качење за сите граѓани, да се ужива на овие места. Затоа ќе се осврнеме многу во делот на екологијата, за животната средина и за подобро Ѓорче за сите вас. Газибаба и незините граѓани заслужуваат одговорна, отворена и услужна локална власт. Денес 11 октомври, денот кога пред 76 години македонскиот народ го крена својот глас за слобода. Ден на кој се сеќаваме, а во чест на борците се поклонуваме. Тие се оние кои треба да бидат пример за тоа како се сака и почитува слободата и правдата. Почитувани, време е на еден достоинствен начин да се избориме и за животот, слободата и напредокот во општина Газибаба. Со крената глава, да ги заокружиме промените на локално ниво, онака како што се случија и на централно ниво.
За следните 4 години планираме нови 20 километри пешачко-велосипедска патека. Во секое населено место ќе продолжиме со изградба на пешачките патеки. Ќе продолжиме и со изградба на пешачките патеки и на двата регионални патни правци од населеното место Ергеле до Идризово и Дрма, како и на потегот од населбата Ченто кон Економија. На секој од пешачките премини ќе се постават дополнителни светлосни сообраќајни знаци, како и успорувачи на брзините, се со цел да полесен и побезбеден премин имаат пешаците. 11 октомври е денот кога се поставени основите на македонската државност. Овој празник представува важен символ на борбата за слобода. Слобода за која со живот се избориле бројни храбри македонци. Востанието, кое започна како борба против фашизмот, стана камен темелник на самостојноста на македонскиот народ. Слободата има многу лица. Ако порано тоа значило да се ослободиш од фашистичкиот окупатор, вчера да се ослободиш од корумпираниот режим, денес тоа значи да се ослободиш од неодговорна локална самоуправа која ти го отежнува животот. Секој жител во секоја општина заслужува одговорна локална власт која ќе му ги овозможи сите услови за квалитетен живот. Денеска јас и мојот тим сме во посета на Долно Лисиче, тогу која добиеме поддршката, ќе се реализираат голем број на проекти. Еден од најзначајните проекти се изградба на детска градинка во непосредна близина на основното училиште Гоце Делчев и изградба на спортска сала во рамките на основното училиште Гоце Делчев, како и многу други проекти кои што се составен дел од нашата програма. Овде завршуваме со блокот предвиден за локалните избори. Понатаму продолжуваме со темите од урбаните вести. Денешниот ден е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија по повод одбележувањето 76 години од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. По повод одбележувањето денеска во градот беа одржани разни свечености и прослави. Денеска во Македонија е неработен ден за сите граѓани по повод одбележувањето 76 години од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. Почетокот на востанието беше означен на 11 октомври 1941 година, кога борците од првиот прилепски партизански одред го нападнаа бугарскиот полициски участок и телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп. Македонскиот народ се крена против бугарскиот, италијанскиот и германскиот окупатор за ослободување на земјата. Следниот ден на 12 октомври се огласија и партизаните од Кумановскиот одред. Активноста на овие партизански одреди е скромна, но представува иницијална каписла за продолжување на борбата. 11 октомври е ден од македонската историја, кој не само што е символ на македонската борба за слобода, туку е и ден кога е поставен еден од темелите на македонската државност. На тој ден им се оддава почит на сите учесници во вооруженото антифашистичко и народно-ослободително востание, поради самиот факт дека се работи за голем настан од македонската историја, низ државата се организираат разни свечености и прослави. Пред ослободителите на град Скопје свежо цвеќе положија владини делегации, делегација на Собранието на Република Македонија, делегација на Сојузот на борците, како и други делегации на државните институции и дипломатскиот кор. Во Собранието на Република Македонија беше врачена државната награда 11 октомври за 2017 година. Годинашни добитници на наградата за животно дело се музичкиот уметник Владко Стефановски во областа на културата и уметноста и историчарот професор доктор Амет Шериф во областа на науката и образованието. 11 октомври е највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес на Република Македонија. Одбор составен од председател и 12 члена распишува конкурс и донесува одлука за доделување на наградата. 11 октомври првпат е доделена во 1959 година. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по повод 11 октомври, денот на народното востание, упати честитка до граѓаните на Република Македонија.
На 11 октомври 1941 година, пред точно 76 години, Македонија го избра патот на борба против најголемите зла во историјата на човештвото – фашизмот и нацизмот. На овој тежок пат македонскиот народ се водеше од три вредности – слободата, правдата и човечноста, кои ги вградија во темелите на македонската држава. Нашите славни предци во наследство ни ја оставија скапо платената слобода и државност на Република Македонија. Наша должност е да ја сакаме, чуваме и унапредуваме за да им ја предадеме на нашите потомци, затоа да останеме верни на македонската традиција, на соживот и почитување на различноста, да вложуваме во довербата и во почитта што ја држат нашето општество сплотено, да продолжиме да градиме демократска, просперитетна и европска Република Македонија и при тоа постојано да ги имаме на ум вредностите кои не движат и како луѓе и како општество, а тоа се слободата, правдата и човечноста, стои во дел од честитката од председателот Иванов. Честитка до граѓаните, припадниците на армијата на Република Македонија и вработени во Министерството за одбрана, упати и министерката за одбрана Радмила Шекеринска по повод денот на народното востание. Македонија во својата историја многу пати се бореше и се избори за слободата и демократијата. Многу пати бевме на крстосница, дали ќе отидеме во бездна или ќе го изгубиме сето она што сме го создале со генерации. Но во сите тие тешки моменти, моменти на неизвестност и ризик, сите заедно сплотени без оглед на нашата етничка и верска припадност, успеавме не само да ја зацврстиме слободата, демократијата, еднаквоста, туку и да ја однесеме на едно повисоко ниво, се посочува во честитката. Затоа, на овој ден го честитам не само народното востание, туку и будноста и одлучноста на граѓаните на Република Македонија да ги живеат современите вредности кои идоликуваат на една модерна европска демократија, да останеме свесни за сето оно што сме го постигнале досега, за сите жртви кои оваа нација ги има дадено и да работиме напорно и постојано за да ги зачуваме и да ги развиваме слободата, еднаквоста и демократијата, стои во честитката од министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Делегација предводена од градоначалникот Сокол Митровски, здруженија, пензионери, училишта и градинки, денеска положија свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци во општина Ѓорче Петров. По повод 11 октомври, ден на народното востание, делегација од општина Ѓорче Петров, предводена од градоначалникот Сокол Митровски, денеска во Реонскиот парк во Ѓорче Петров положи свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци. На свеченоста цвеќе положија и представници од Советот на општина Ѓорче Петров, здруженија на борци и пензионери, представници од политичките партии, основните училишта и градинката Росица, како и други јавни институции и граѓани од општината. Градоначалникот на општината Сокол Митровски се заблагодари на сите кои го празнуваат овој голем македонски празник, бидејќи тоа е многу важен празник за целиот македонски народ. Се заблагодари и на Сојузот на борците што секоја година положуваат цвеќе на споменикот на своите другари, иако се во поодминати години. Сепак секоја година го чествуваат овој празник. Ние овој празник Ѓорче Петровци го славиме затоа што гледате од многу историски причини, една од најзначајните причини или поводи е затоа што тогаш е формирана Република Македонија, конституирана како држава, меѓутоа и на самата плоча може да видите дека голем број на жители од општината Ѓорче Петров го положиле животот во таа борба, да кажам, од 41 до 45 година и должни сме како генерација, како наследници кои се продолжувачи на тие традиции, да се поклониме, да им дадеме почит, едноставно да се спомене нивното име, да се одаде еден почит затоа што ги положиле тоа најскапото, ги положиле животите за слободата на Република Македонија. Голем број барања за непречено функционирање на угостителските објекти денеска презентираше новоформираното Здружение за заштита на правата на угостителите хорекаши. Дел од барањата се однесуваат на продолжување на работното време, неселективни инспекцијски контроли и промена на даночната политика.
Угостителите од Македонија со цел подобро застапување пред институциите за реформи во областа на угостителството се здружија и оформија ново здружение Хорекаши, чијашто цел е да се подобрат условите за работа на угостителските објекти, како и да се подобри нарушениот углед пред граѓаните, изјави денеска на пресконференција член на управниот одбор Илија Аргировски. Според него со бројни проблеми секојдневно се соочуваат угостителите, кои не го добиваат заслуженото внимание во секторот економија, иако за истиот даваат голем придонес, ако се земе предвид фактот дека во Македонија 150.000 лица се редовно вработени во угостителскиот сектор, од вкупно 700.000 вработени лица во Македонија. Едно од барањата на Здруженијето Хорекаши е да се запрат селективните инспекциски контроли и казни. Секогаш кога буџетот на државата е слаб, први на удар се кафеанџиите, вели Аргировски. Би почнал со селективните и несразмерно високи казни од различни инспекции кои се надлежни за угостителскиот сектор, односно на инспекциите, односот на инспекциите најдобро го илустрира притисокот врз нас. Како што знаете, најголем процент од компаниите во овие дејности се микро или мали предпријатија и економскиот товар врз нас е неиздржлив. Секогаш кога буџетот е послаб, ние сме првиот таргет на инспекциите. Бараме да престане исто така злоупотреба на полиција за инспекцијски контроли, присуство на полиција при инспекцијски контроли. Само во Македонија сопствениците, вработените и гостите можат да бидат вознемирувани од цели единици инспекции во придружба на полиција без никаква најава, без налог од суд, како да сме криминалци. Според зборовите на членовите на Хорекаши, неодржливата даночна политика значително го попречува наместо да го стимулира економскиот развој, а се соочуваат и со проблем при вработувањето на стручни кадри од областа на угостителството, зашто бараат и ревизија на образованието со усогласување со потребите со пазарот на трудот. Измени на законот за работно време е исто така едно од барањата кое Здруженијето ќе го достави до владата на Република Македонија. Скопје некогаш го носеше епитетот на најурбан и најпрогресивен град на Балканот, за денеска да се соочиме да сведочиме на општа депресија. Причини за ова се несоодветни закони за работно време и лиценцирање на клубови, кабареа и објекти за храна. Бараме работни групи за ревизија на работно време со цел да допринесеме за живи и урбани градови кои ќе стимулираат и ќе помогнат да се развиваат и уметничките и културните дејности во земја. Вечерва во рамки на затворањето на фестивалот Кине Нова, премиерно во Кино Синеплекс, ќе биде прикажен пилот филмот од ТВ серијата Сенки над Балканот на Драган Бјелогрлиќ. Серијата е историски трилер за настани од почетокот на 20 век, главно во Белград, и опфаќа дел од историско-политички случувања од тој период и во Македонија. Пилот филмот од ТВ серијата Сенки над Балканот на Драган Бјелогрлиќ, кој премиерно беше прикажан на фестивалот Браќа Манаки во Битола, вечерва ќе има и скопска премиера во Кино Синеплекс на затворањето на второто издание на фестивалот Кине Нова. Серијата е историски трилер за настани од почетокот на 20 век, главно во Белград, и опфаќа дел од историско-политичките случувања во тој период во Македонија. Режисер на 8-та епизода, која се снимаше претежно во Битола и околината, е Игор Иванов. Авторот на проектот и режисер Бјелогрлиќ нагласи дека за потребите на филмот консултирал повеќе историчари. Бјелогрлиќ е и во актерската екипа, во која се и Андрија Кузмановиќ, Марија Бергам, Горан Борган, Гордан Кичик, Ненад Јездиќ, Алексеј Солончев, а од Македонија играат Петар Арсовски, Тони Михајловски, Јана Стојановска, Аксел Мехмет, Никола Ристановски, Петар Мирчевски и Денис Абдула. Покрај на фестивалот Браќа Манаки, пилот филмот од ТВ серијалот Сенки над Балканот беше промовиран и на Сараевскиот филмски фестивал и филмските средби во Ниш. Од денеска до 15 октомври ќе биде изложена македонската литература на саемот на книга во Франкфурт. Ќе бидат изложени повеќе од 400 наслови од над 2500 македонски автори, наградувани и преведувани, меѓу кои и 70 наслови од македонски автори, преведени на европски јазици.
Повеќе од 400 наслови од над 250 македонски автори наградувани и преведувани, меѓу кои и 70 наслови од македонски автори, преведени на европски јазици, ќе бидат изложени на штандот на Република Македонија на саемот на книга во Франкфурт, кој ќе се одржува од денеска до 15 октомври. Представувањето на Македонија на саемот во Франкфурт годинава е во организација на Македонската асоциација на издавачи. Комесари на годишното представување на саемот се издавачките куќи 3, Арс Ламина, Култура и КСЦ Полица. Македонскиот промотивен штанд ќе биде сместен во петтата хала за меѓународни учесници под мотото Магијата на македонската литература. Од Македонската асоциација на издавачи информира дека во текот на саимските денови ќе бидат представени пред се примероци од современата македонска книжевност, македонските автори кои веќе имаат објавено преводи на странски јазици, а фокусот на представувањето ќе биде представувањето на македонската книжевност на странски јазици. Сајмот на книга во Франкфурт е најголемиот настан на меѓународната издавачка индустрија. Годинава ќе има околу 7300 изложувачи од повеќе од 100 држави и околу 300.000 посетители. Предвидени се околу 4000 настани и присуство на повеќе од 10.000 акредитирани новинари, вклучувајќи и 2400 блогери. За утре не очекува сончево и потопло време, со слаб северозападен ветер. Температурите по градови ги гледаме во МТМ Метео. Почитувани гледачи, со временската прогноза ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со програмата на МТМ. Довидување.